Патувајќи низ Поречијата, поточно речено низ Долно Порече, во правец на поралесната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во пресвет би доаѓале сообраќајните патокази село Девич, село Локвица, село Драговдол, а посебно во очи, така да речам, ми идеше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше село Сушица, село Томино село, село Горни и Долни Манастирец, а посебно написот село Тополница. Иако со години крстарам низ Поречиево, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Едно студено зимско утро, на самиот почеток на новото 2019 господово лето, рано, можно рано, ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица, слушнав еден непознат глас кој ми вели: Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив, ми рече. Добро утро, му реков. Буден сум, одавна сум буден, додадов. Ете, јас така порано, знаеш по-селски, од едно село се јавувам, сигурен сум дека не си го посетил досега. Од Поречиево се јавувам, од Долно Поречије сум. Еве, овде рано изутрина околу Пампурчево сме собрани во нашава црква и си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама, така да речам по поречки, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, на телевизоров те видовме тебе и си рековме: ете, како нарачен од Бога се појави на телевизоров. Ќе го побараме да ни дојде во нашево село, да ни биде гостин. Моето име е Љубиша Брајановски, ми рече. Што велиш ти, ме праша. А може да ме кажеш од кое село се јавуваш, му реков. Од Тополница, ме рече. Слушај вака да ти кажам, му реков. Одамна му се токмам на твоево родно село Тополница да го посетам. Ама никако да му дојде редот, како што знаете вие поречени да кажете, малку на повисок глас на шега му довикнав. Ете сега кандисај се. И тој со повисок глас ми довикна од другата страна на неговиот телефонски апарат. Ние својата го кажавме, сега оставаме на тебе. Слушнав како ми довикуваа неколку гласови во хор. Бива, како не бива, им реков. Туку да ве прашам, кога да дојдам, им подвикнав. Па се разбира за водици. Водици ние ги чекаме 4 дена, ми велеа. Договорено, им реков. Ние од Скопје ќе те земеме, не те оставаме сам да шеташ низ пустелијева поречка, ич да не му се секираш, ми велеа. И навистина така и бидна. На сам ден пред Богојавление, рано изутрина, во зорите, заедно со моите домајќини Слободан Димовски, меѓу своите попознат како Јоцо, Слободан Димовски Боби и Љубиша Брајановски Љупчо, тргнавме на пат. Времето беше вистинско зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелеја на хоризонтот кој не окружуваше околу нас, додека се возевме по патната делница Скопје-Тетово, Гостивар-Стража, Кичево-Македонски Брод, Крстосница, Брод, Прилеп Самоков, село Девич, село Локвица, село Драговдол, Мотел, Изор, село Горни Манастирец, село Долни Манастирец, до Тополница, попатно застанувајќи на неколку места, меѓу кое местото викано Деви Никули и пештерата Пешна, малку да одмориме и да се насладуваме на колоритната зимска снежна убавина што и го дарила природата на овој крај. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина да проследите и вие во продолжение на оваа репортажа.
По краткиот одмор го подложивме патот. Додека ги поминувавме речиси последните 10 километри кон селото Тополница, поминувајќи ни селото Долни Манастирец, моите домајќини ми раскажа дел од многовековниот адет и обичај во нивното село за Водици, раскажувајќи ми дека нивното село Водици го слават 4 дена, дека секое мало си има свој крст и водичарско котле и дека вечерта спроти богојавление секое мало се организира водичарско празнување и дека вечерта на полноќ речиси од сите села од овој дел на Порече, без разлика кое село колку малски крстови и водичарски котлиња има, се собираат во манастирот Света Богородица, а утредента секое село во својата селска црква со утринска богослужба, потоа секој кум од секое мало оди да ги покани мештаните на заедничкиот ручек кој го дава кумот, а утредента секое село во својата селска црква со утринска богослужба, потоа секој кум од секое мало оди да ги покани мештаните на заедничкиот ручек и вечера. Исто така и третиот ден се дава утрински појадок, ручек и вечера, а четвртиот ден се избира нов кум, секое мало. Почитувани мои, по речиси поминати 200 и кусур километри и потрошени, така да речам, неколку сати возење со попатен одмор, некаде во првите предпладневни сати навлеговме во атарот на селото Тополница. Но пред самиот влез во атарот на селото Тополница, а на излезот од атарот на селото Долни Манастирец, така да речам, не пречека едно мощно старо македонско христијанско православно духовно светилиште, црквата Света Богородица. Застанавме да ја видиме поотблизу. Шетајќи така низ црковните гробишта, кои се наоѓа во дворот на оваа црква, го забележав и овој паметник, на кој пишуваше дека овде почива Прота Крста Ѓорѓевиќ, кој бил срески намесник и овластен пратеник, роден на 14 септември 1881 година, а починал на 14 јуни 1914 година во село Долни Манастирец. За жал не можевме нешто повеќе да знаеме за оваа црква, колку е стара, кога е изградена, кој ја насликал, затоа што беше затворена. А од она што го забележа мојата камера, покрај тоа што е мощно и стара црква, туку и од памтивека, па се до ден денешен, свој вечен покој најдуваат мештаните од селото Долни Манастирец. По краткиот престој тргнавме кон нашата крајна цел, селото Тополница, и по речиси 15 на минути возење, пошто току разгазениот снег, кој пред неколку дена беше го покрил асфалтираниот пат, а сончевите зраци милно го галеа ова село вгнездено во долината на Тополничка река, која со милениуми ја живо опишува колоритната убавина на ова село. Зоране, ми велеа моите домајќини Љупчо, Јоцо и Боби, ете стаснавме во нашево село. Како што гледаш, нашево родно место нема класично сред село. Нашето сред село некогаш се наоѓало во нашата селска црква, каде во дел од црковниот двор пред 70 на години е изградено и наше училиште. Туку имаме еден предлог. Сега ќе одиме кај нас во нашево мало, каде не чекаат речиси сите преостанати селани кои живеат во селово, а до приквечерина сите мала ќе бидат полни со народ, да се постоплиме малку, да малниме по една греја на препек сливова тополничка ракија.
Предлогот со задоволство го прифатив. Откако и со нив си реков здравоживо, си го почнавме муабетот надолго и на широко, вурес и вукрс, за се што било, за се што не било и за се што ќе биде во иднина што се вели. По така да речам краткиот престој во добот на Јоцо и Боби Димовски и мавнавне по така да речам по неколку чашки топла сливова препек природна тополничка ракија, на моите домајкини им предложив да прошетаме низ селото, да се видам и со другите нивни соседи и откако во нивните очи ја видов нивната радост, заедно се упативме низ селото. Почитувани мои соселани, им реков, имам еден предлог додека така да речам ке влегуваме во секое мало, во секое селско патче и сокаче, во секој селски двор, секоја селска куќа, дали ќе може да ви ги раскажам моите досегашни сознанија кои ги имам најдено чепкајчи по пишаните историски документи, црковни посланија, повелби, крштелни книги, отомански дефтери за вашево село. Може, како не може, но само под еден услов. Потоа речи си сите наши приказни кои ги памтиме, кои ги ни раскажаа нашите дедовци и баби и ти да ги слушнеш, ама се да бележиш, се да снимиш, на шега ми велеа. И си го продолживме нашето дружење. Почитувани мои, продукцијата МРЈ филм еве 4 дена се наоѓа во поречието во едно од најубавите села во Македонија и во поречието селото Тополница. Моите домаќини мештаните селото Тополница ме поканија да дојдам да направам една нова репортажа за православниот македонски христијански празник Богојавление, за да ви прикажам како овие мештани го прославија овој празник. Да ви потенцираме на работа. Овдека во селото Тополница Богојавление се слави 4 дена. Прв пат селото Тополница во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византинскиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византинскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Тополница припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бизер Света Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Поречки манастир, во црковните повелби од 1346 година на царот Стефан Душан Немањич, во црковната повелба од кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот, издадена во обезновениот Поречки манастир од 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, посветен на манастирската црква Свети Димитрија Солунски и на манастирската црква Христово Воскресение како составни делови на манастирскиот комплекс Поречкиот манастир. Во пишаните отомански дефтери, селото Тополница се спомнува во отоманскиот пописен дефтер од 1410 година под името Тополница, кога броело 67 семејства, сите арицијани. Во отоманскиот дефтер од 1510 година, кое се однесува за селото Тополница, е запишано дека во селото имало 83 ханчиња, 9 неженети и 8 вдовици. Во пописниот дефтер од 1568 година, селото Тополница и селото Томино село заведени се под името Томиналница, најверојатно со слевање на делови од имињата на двете села.
Селото е запишено и во пописниот дефтер од 1662 година, кое му припаѓало на Мудурлакот, кој се наоѓал со седиште во селото Самоков, во кое живееле 65 домаќинства, исто така сите рисијански. Во Отоманскиот дефтер од 1670 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња. Еве што се наоѓаме во српските гробишта овдека, во црквата Свети Атанасије. Ајде малку да ни кажи за историјата на оваа црква, кога е градена, како е градена. Па видете вака, оваа црква е изградена 1899 година, односно за време Турската империја. Една е од најубавите цркви во Поречкиот регион. Се приметува дека во тоа време морало рисијанските цркви со една степеница да бидат в земја. И така е и оваа црква. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Се помолиме на Господа. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помоли. После тоа, откако се изградила, е зоографирана, и сега зоографот пишува таму, ама не го запамтив, нема проблем. Камбанаријата. Камбанаријата е донесена дали од Солун или Белград, тоа не знам точно, до Кичево, а од Кичево преку Туин, планина, донесена е овде. Е донесол Здравески настав. Така да, изградена е ова камбанарија и една е највисока во Поречијата, 1956 и 5 ја изградија 20 браќа Арсо и Јоксим Карафиловски, врвни мајстори, кои што едниот тој Арсо постариот, овие чошојте, тој само тоа и работеше. Ја како дете од 7-8 години прво оделение памтам ко се градеше. Тогаш е изградена ова и се гледат по самата градба дека е изградена тогаш. Инаку овде во оваа црква од памтивека се вршеле венчавките, крштевките. Венчавките, да, крштевките и сите обреди. Де светијата на 31 не е кучна слава. Тоа е селска слава. Слава на храм. Јас памтам, овде се праеше на тој ден, се чекаа гостите. Се праеше јадење, се колеа бравови. Имаше еден од тавчиите, тогаш тавчи и вика куварите, Ангеле. Од Ангеле, Мијелче од Ангелевци, од Шашковци, Евто и така да.
По куќи се одеше, се збираше ракија, вино, тогаш се имаше се. Леп месеа сите по куќи и се носеше. Гостите ги чекавме овде. Ќе си дојдат од Крушије, од Носело, од манастирот и јадење им давалме, онде имаше трпезарија под школата. Онде напред. Так. Ќе си поседат старите, ќе ручат, ќе поразговарат и ќе си заминат. Селото се наоѓа, како гледате во оваа котлина, Тополница. Тополница е наречено дека е топло. Сега, од каде доваѓале луѓето? Пример, Долното Мало Ќукалеци, по некоја сторија, по кажувања, дека дошле од Милкоќа, викаме едно дрење горе. Така. Вие средно-мало, тие биле овде населени, Крс има онде еден. И отука се преселиле овде. Ангелевци, Косматагла се викат, за време турското, убил некој си ангеле, Бегот го убил? турци, Така. од турците, и тогаш морало да бегат. Макар еден рид и тој кој се префрил, се преселил овде. А шашковци дојдени се од Крс и овде, скоро на секое место, ако се прајти скопини, ќе најдиш овај гробишта. Местото беше многу убаво. Во времето немаше, имавме продавница. 35 години продавач беше татко. Имаше се и сешто. Тука се снабдуваа сите околни села. Сега ќе ви кажам кој. Ќе почнеме Томино село е него, потака Сушица, овде Горно Крушије, па Долно Крушије, па Слатина, па идеа од Манастирец има, ама идеа отаде Инче, Василковци, па дури и од Лупше. Ова се да ми кажете, со што одете на времето на пазар до Македонски Брод, да речеме? Тоа имаше во времето чези. Секоја куќа чези, тие чези и вика коли на две тркала. И тие имаше многу цреши, одеа со цреши. По 3 сандаци од по 50 кила, 150 кила, во среда, односно вторник, кај 10 сатот, ќе тргнат од овде, ќе преспијат онамо некаде нисполе и утрото сабајле во среда е пазар, во Прилеп, ќе појдат уште во зорите да фатат и продадат и по вечерта ќе тргнат поручек, ќе се вратат во четврток, а овде беше плодна земјата, раѓаше секое рич, а и секое риче се обработуваше, се ораше со рало. Дека селото Тополница на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ. Според Васил Кънчов, селото Тополница било средно село по големина во Кичевската каза.
Во 1900 година во Тополница имало 230 жители христијани. Како се викаш? Јована Скакалина, Колку години имаш? 81, Од каде си родом? од Тажео. Од Тажево. Како се викаше домаќинот? Мојот домаќин, Аха, твоја да. Миливоја. Така. Може вака да ми се да се сетиш како се зедовте на времето? Беше бегалка со строжици? Субосу. Суба, а? Ти направи свадба? Не ми направи, само дојде тој, да ме сакаше мези. Така, така. Како се викаше мајка ти? Мајка ми Богица, Татко ти? Панче, Свекрва како се викаше? Менка, Свекор ти? Билетин, Колку Господ чела ви даде? 4. Како се машки женски? 4 маш, женски и едно машко. Како се викаат? Симка, Гоце, Јагода и Савка. Дека селото Тополница на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи Петар Јовановиќ, кој во своето научно дело порече за селото Тополница го забележал следното. Од најстари времиња поречкото село Тополница се наоѓа на денешната локација во долината која ја создава реката Тополничка пред самиот незин влив во голема река. Ораниците им се наоѓаат јужно од селото. Шумските кории кои се во собственост на селаните се наоѓаат над селото. Името го добило по големиот број на дивите тополи кои денеска ги има во атарот на селото. Поголемиот дел од семејните родови од ова село се доселени од местото викано Закамен, кое се наоѓа во албанскиот дел на Малесија. Иако ова село многу векови било под различни владенија, сепак образовниот процес никогаш не запрел. Почетоците на организираната просветна дејност во селото датираат од крајот на 19. век. Првото училиште се отвара во 1888 година, кое се наоѓало веднаш до црквата, а наставата ја изведувале селските попови. Просветните прилики во селото во текот на периодот помеѓу Првата и Втората светска војна останале на ниско ниво, како и до тогаш. Новата држава на кралството на Југославија се обидела да му посвети поголемо внимание на образовниот процес. Се до 1941 година наставата се одвивала на српски јазик, а од 1941 па се до 1944 година на бугарски јазик. По ослободувањето на селото во месец ноември 1944 година наставата започнала да се одвива првпат на македонски мајчин јазик.
Овдека во непосредна близина на црквата се наоѓа и училиштето. Ке може малце една сторија за школата? Треба да спомнеме и тоа од важен карактер. Ние во времето мое, јас ја малце се кажа, јас знам. Ние бевме 40 деца, овде беа 60 до 70 куќи. Најмалце во куќа по 5 души, а некаде и 10. Што значи 7 по 5, колку ќе дојде? 35. Околу 400 души ова село. И ова село си живееше од тие миш. Немаше педа земја не обработена. Ова школа. Тоа школа за време Втората светска војна било касарна на бугарската војска. Овде имало една единица, а штабот бил во речи го бе во Самок. Имаме учител, се викаше не Здравески, Златески Соврониев. Беше еден јак човек, убав човек, паметен човек да секого советуват, и тој од овде генерации и генерации изваде. Ние имаме насекаде, имаме доктори, имаме професори, имаме амбасадори, така да ова е многу и е жал, за жал го напушти. Во подалечното минато, селаните од селото Тополница учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Селото било активен центар на илинденското востание. Исто така тополничанци не ги избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Како секое село во Македонија, така и селото Тополница низ историјата него одбегнува вирот на војните. Овдека во селото Тополница има и едно младо момче кој што починато повеќе од 60 и некусур години. Ке може ли да го посетиме неговото вечно почивалиште и како му беше името? Се разбира, во нашето село вирот на војната си зема својата цена си ја зема. Имаме двајца паднати борци што се познати, Милан Апостоловски и Раде Симоновски. Предлагам исто неговите гробови да се поклониме. Меѓу другите исто и тука имало многу комити, имало комити, борци, така. Се разбира. За ова наша денешна Македонија. Тие двајца се младите луѓе што си ги оставија животите за оваа наша земја. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, откако сето ова на моите соселани од поречкото село Тополница им го раскажат, на моите домајчини, Јупчо, Јоцо и Боби, на шега им довикнаа: немој нашиот гостин да сте го пуштиле, да се замине од селово, одведете го во секоја куќа, во секој двор, се да види и се да забележи. А ние, меѓувреме, ќе им подвикнеме на другиве соседи, во другиве мала, да им кажеме дека вечерва во селово имаме голем гостин и дека сите ние ќе го чекаме приквечер, да ни дојде на слава, на засловот, да го запознаеме со сите наши стари адети обичаи кои се одржувале и се одржуваат до ден денешен во нашето село Заводици, кои траат 4 дена. Почитувани мои,
Како моите суселани го започнатите ви дневното празнување на христијанскиот православен празник Водичи, ќе имате можност да погледнете во продолжение на наредната репортажа за селото Тополница.